Пробишти Крива Паланка се кренаа, индијците се соочија со гневот на рударите. Околу 900 рудари од Добрево и Тораница денес се собраа пред управата на Индоминерали, барајки си ја заработената плата. Огромното незадоволство раководството го принуди на преговори, но сладкоречивоста и ветувањата на индијците не беа доволни за да ги убедат рударите. Солуцијата негова беше таа да се направат напори да се организира процесот да крене, затоа што причина ради каснење на платата е неработењето. Меѓутоа, таа работа ја расчистивме. Приоритетно ги поставивме работите вака. Прво, исплата на плата за август месец. Второ, обезбедување основно количество репроматеријали и исправност на опремата за стартување на процесот и договор за сите останати прашања. Одлучноста на рударите доаѓа од очајот кој е резултат на лошото менаџирање со рудникот. За живење беше катастрофа. Се гледа како се живее на улица. Без работа нема живот. Полошо не може ни да биде. Ова ја не верувам на земјна топка да го има толку неодговорна работа менаџерите. Освен сегашноста, натрупаните долгови и неплатени обврски, на рударите неизвестна им ја прават и иднината. До 31 август треба да одам у пензија. Поднесени се ми документи, не са ми платени придонесите и не можам ним да отидам. А плати се за на никаде, овие не са рударски плати, јас сам работил 33 години. Плати са биле огромни рудник. Сега са минимални плати као еден чистач што зима плата рудар. Начинот на кој индијците менаџираат со рудникот во мали души ја доведе и општината. Општинските проекти се доведени во прашање зашто концесијата, која е најголема стапка на приход на општината, не е платена 9 месеци. Тоа се пари кои што треба да стигнат и се со закон одредени, затоа и ни прават и на нас како општина дополнителни проблеми, посебно во делот на спроведување на програмите, односно во делот на инвестирање во инфраструктурни проекти кои што ги имавме предвидено за 2015 година. Судбината на општината и рударите сега е во рацете на сопственикот на Индоминерали, кој што се случува во Македонија следи од Лондон. Сега господино Ета си зеде за обврска да разговара со казата во Лондон. Во најбрзо ожен рок ќе имаме одговор. Проблемите со работата на Добрево и Тораница се игнорираат со години, а најголемиот цех го платија рударите. Се во ова наредната недела ќе биде на маса во владата, која треба да одлучи дали индијците ќе ја задржат концесијата или таа ќе им биде одземена.